Почитувани гледачи, добро утро и од мене. Ова дебатна сесија во текот на денов ќе започнеме со господинот Слободан Близнаковски, директор на Агенцијата за иселеништво. Добро утро, господин Близнаковски. Добро утро, ви благодарам што по прв пат ми имате покането во ваше студио, да ги поздравам вашите гледачи и вас. Се надевам дека нема да биде последен пат. Некако стана актуелна во овој момент заради тоа што се наоѓаме во еден изборен процес и обидите да ги натераме нашите иселеници да гласаат, но некако тешко оди и многу мал број на пријавени наши сограѓани се пријавија за изборите. Нема доволно број за парламентарните, една бројка скромна за претседателските. Зошто е тоа така? Па како што вам е познато на сите нас, дека порано ние имавме 3 изборни единици надвор од Македонија, тоа беше Австралија, Европа и Америка, каде што добивавме пратеници. Меѓутоа, изборниот законник е сменет, така да сега за да добиеме пратеник цензусот е многу висок. Треба минимум да се пријават некаде 5600 и нешто, 55, така мислам, наши иселеници, да го пријават дека сакаат да гласаат. Потоа треба еден од кандидатите да добие минимум гласови од оној пратеник кој што избран во парламентот на Македонија, некаде 5600 и нешто гласови. Така да условот за да се добие пратеник надвор од Македонија, од иселениците, сведен речиси на минимум. За разлика од тоа, како што ми е познато се последните информации кои што ги добиваме, дека нашите иселеници се пријавиле близу околу 3000 како бројка за да може да гласаат на претседателските избори. Меѓутоа, од близу 3000, некаде 2600 ќе може да гласаат, го остваруваат правото, а останатите по разни основи не можат да гласаат. Нешто кое што, да речеме, нашите иселеници не го знаат, тоа е дека доколку во нивните патни исправи пишува дека живеат надвор од Македонија, да речеме Австралија, Австрија, Шведска, Америка, не ќе може да го остварат правото на глас, бидејќи немаат постојана адреса во Република Македонија. Споменавте дека имаше 3 изборни единици, ама тогаш се добиваше пратеник со многу мал број на гласови. Како за жал се добиваше дури со, да не речам, под 200 гласа, што кога би споредил со некој советник од некој општина од внатрешноста, ќе излезе дека советникот во едно мало село, селска општина, има повеќе гласови добиени отколку пратеникот кој што доаѓа од иселеништвото. Така што измениме беа на некој начин оправдани, ако веќе избираме пратеник, имаат право да има легитимитет како што имаат пратениците избрани во Македонија. Оно што зачудува е дека со децени говориме дека имаме голема диаспора, особено во традиционалните во Австралија и во Канада, да не зборам за овие работници во Германија. Овој пат пријавени има во Австралија 97, значи како да нема македонци во Австралија или да во Канада има 124. Нешто ги одбива, нешто им бара државата што тие го немаат како документ, им бара имаат некои жалби, гледам, имаше некои изјави по медиумите дека не сака да се пријават заради не знам какви документи им бара државата. Од X причини има зошто не гласат или не се пријавуваат. Мора да кажеме и тоа дека реално македонскиот народ е гурбетчиски народ, кој што оди на печалба. Познато е дека ние над 100 години имаме иселеници во Австралија, кои што се не само прва генерација кои што поседуваат патни исправи македонски, меѓутоа има втора, трета, дури и четврта генерација кои што немаат патни исправи. Како бројка ние ги црпиме како Агенција за иселеништво, освен бројките, тоест од пописот кои што ги користиме од нашиот државен завод за статистика, ги споредуваме со заводите за статистика на матичните држави, тоест Австралија, врз на австралискиот попис. Таму се попишани некаде над 100.000 македонци по потекло од Македонија. Да, во Австралија зборам. Да. Па некаде, видите сега најнови податоци Австралија. Посто нема. Да, нема, реално. Па ние во Италија имаме сега ближиме над 80.000. Освен што имаме иселеници, имаме и оние сезонски кои што одат на работа, наши иселеници се враќаат. Германија сега е актуелна.
Така да имаме и стари иселеници во Америка, да не забораваме, многу одамна. Да. И Па што се плашат дека нешто со адресите имаат проблем со адресите, реално. Со адресите. Знаете како они ја напуштаат државата, да речеме, во разговори со поранешниот министер за внатрешни работи, ние дискутиравме на средбата која што има со него, дека многу од нашите иселеници кои што излегуваат надвор од државата треба да се пријават на граница дека ја напуштаат државата, тоа не го прават. Меѓутоа општо познато е дека доколку е надвор од Македонија повеќе од една година, веќе ги третираме како иселеници. Зошто тоа го прават? Па реално од кога ние го сменивме името од Република Македонија во Република Северна Македонија, и тоа влијаеше доста кај иселениците, кои што реално тоа они не сакаат да го прифатат, меѓутоа де факто и де јуре тоа е вистината дека нашата држава Па мислам дека е малку оправдување се. Исто беше и за пописот, не се озваа многу, сакаат да учествуваат во политичкиот живот во Македонија, а некако не партиципираат сосема. Ети кога беа 3 изборни единици, беше слаб одзивот, со стотина луѓе се бираше пратени. Да не говорам за економскиот, после ќе говориме за тоа колку се знаете што кога велите пописот, да, бойкотиран беше пописот. Не е точно дека они не ќе да се попишат. Беше бойкотиран благодарение на архиепископот на МПЦ, господинот Стефан, и на две опозициони партии, меѓутоа во предворието сме на избори, не би сакал да ги именувам. Се случи тоа што се случи, да ние имаме надвор население, да речем македонци кои што се попишани 22%, за разлика од нив албанското население е повеќе од 67% попишано надвор од Македонија. Така да, мислам дека одредени луѓе треба да дадат отчет зошто повика на бойкот, а посебно архиепископот на МПЦ. Господин Близнаковски, знаете, сега ние коментираме, информираме и коментираме, бидејќи гласот што доаѓа преку океанот на нашите иселеници македонци, кои што си сакаат, претпоставувам, татковината, некако погрешно го сваќаат патриотизмот. А потоа последиците од нивниот неактивен однос кон тоа што се случува во државата го чувствуваме и ние и тие, и се вртиме во некој круг затворен на да не знаеме кој е виновен за ваквата состојба. Видите вака сега, ние некаде имаме слободни проценки, се некаде 700.000 македонци со македонски патни исправи надвор од државата. Близу 400, како што напомнав пред малку, втора, трета, четврта генерација. Сите тие заедно допринесуваат за пополнување на македонскиот буџет. Да не забораваме, нашиот буџет е некаде 5.400 евра. Мислам 5.400 милиони евра. Значи, некаде 20% до милиарда најмалку македонците внесуваат во буџетот на индиректен или директен начин. Што значи они допринесуваат за стабилноста на македонскиот денар и на македонската економија. Затоа ние треба повеќе внимание да обрнеме кон иселениците. Од економски аспект. Од економски, од секаков аспект, да речеме. Не смееме да дозволиме да бидеме кон нив, да се однесуваме, да ги омаловажуваме на секој начин. Дека еве вие напуштивте државата и не мислите на државата. Баш напротив. Ние имаме многу здруженија, црковни општини, културни друштва, спортски друштва, кои што и се надпреваруваат во државите кај што живеат. Овие значителни средства кои што се влеваат во македонскиот буџет од нив, на кој начин генерално? Тоа не се бизниси, туку како се вели тоа, кои што ги испраќаат на своите семејства. Да. Значи да блиските ги помагаат финансиски родители. Како да ги привлечеме да инвестираат во Македонија, бидејќи неколку пати со децени имало обиди и на поголеми бизнисмени да вложат во Македонија, но има некакво оправдување. Сигурно има нешто Факт е тоа дека малку се вложува во државата, нашите иселеници ја следат ситуацијата. Денес е многу лесно да бидете присутен во Македонија преку интернет, преку порталите и така натака. Реалната состојба е таа што јас да речеме кога одам во посета на нашите иселеници, прво што кажуваат кога ќе се спречи таа голема корупција во државата. И просто стекнатите пари за штедата не сакаат така лесно да ја вложат во Македонија, плашејќи се дека некој корумпиран службеник, бирократа ќе проба да
дел од тие пари им ги одземе. Треба веројатно државата да поработи малку околу На тоа. корупцијата доста треба да се И за начинот на привлекување, давање одредени бенефиции. Имаше еден господин тука кој што евреин од Израел, кој што го кажуваше примерот на Израел како се однесува кон своите сограѓани што се надвор од државата и навистина многу направи Израел да добие да се вратат или да инвестираат оние кои што ја напустиле. А ги има секаде во светот израелците, како и македонците, впрочем. Да. Но веројатно малку се работи на тоа. Ние очекуваме од други места да добиваме средства, иако таму лежат значителен капитал кој што треба да го привлечеме во. Да, треба погодности доста да им дадеме на иселениците, за да почнат да размислуваат да го вложат својот капитал тука. Не треба ние да измислиме топла вода, едноставно треба да прифатиме или да примениме она што го направиле Израел. Да знаете дека многу држави, да речеме на ниво на влади, имаат министерства, имаат агенции како нашата и доста се внимава да речеме да тие агенции имаат достојно место во самата држава. За разлика од кај нас, кај што да речеме агенцијата за иселеништво не се доживува така како што треба и нема соодветен третман. Значи така би направиле баланс тие да не ја доживуваат само политички Македонија, туку на еден економски начин, каде што би имале и ние би имале бенефит, а и тие би ја чувствувале дека придонеле на некој начин и за свој профит, но и за развој на државата. Јасно, затоа што, да речеме, нашиот животен стандард е далеку понизок од европскиот стандард. И проблем е не само инвестициите, проблемот е и реинтеграцијата на нашите иселеници. Да пробаме некого да вратиме назад. Јас знам многу малку луѓе кои што се вратиле, ќе ги набројам на во една рака или две раце, што јас знам во мојот мандат кои што се вратиле во Македонија. Че основен проблем е стандардот. Ние мора како држава да го подигнеме животниот стандард на населението, да се приближиме до европскиот стандард на плати за да почнат да размислуваат да се враќаат тука. Затоа што, да речеме, нашите иселеници надвор, ако немаат свој дом, да речеме стан или куќа, живеат под кирија. Кириите не се така ефтини како што ние мислиме. Голем дел од буџетот го одвојуваат за тие кирии. За разлика од тоа, доколку имаме подобар стандард, повисок, ќе се вратат назад, каде што имаат сопствени станови, куќи и така натака имат. Имате ли чести контакти со нашите иселеници? Да, се развива. Кој генерално на кој начин соработувате? И со младите, и со постарите? Доаѓаат ли тие тука? Да, доаѓаат во агенцијата. Се среќаваме, одиме во посети ние исто така. Ги посетуваме секаде. Да речеме на покана на многу здруженија, црковни општини, ние ги посетуваме. Постојано комуницираме со нив, ги слушаме нивните проблеми. Се трудиме, се обраќаме секаде каде што можеме, оној дел што е нашиот, што значи во законски рамки, се обраќаме секаде каде што треба. Кога од нас ќе побараат помош, меѓутоа сепак ние не сме семокни како агенција. Генерално, кои активности ги имате агенцијата? На агенцијата на годишно ниво имаме повеќе програми кои што ние ги реализираме, освен посети, да речеме, ние се грижиме за права положба на нашите иселеници што се надвор. Се грижиме за културата, за јазикот, за писменоста, за фолклорот и така натака. Како агенција на годишно ниво организираме повеќе програми во Македонија, со тоа што претежно тоа се случува во летниот период и организираме имаме фолклорен фестивал организираме каде што доаѓаат повеќе фолклорни друштва од наши иселеници кои што живеат надвор, некаде 4 до 5 друштва, над 100 играорци кои што ја сочувале традицијата на македонското оро, песна, да речеме и се она што е атрибут на една нација. Потоа организираме ликовна колонија каде што истакнати уметници кои што живеат надвор ги повикуваме тука и организираме ликовна колонија. Сето тоа го правиме во Охрид. Освен тоа за најмладите организираме и спортски камп каде што ги изучуваат спортските дисциплини, дечињата на нашите иселеници. Освен тоа изучуваат и јазик. Имаме програма каде што годишна програма каде што доаѓаат најмладите и го изучуваат македонскиот јазик, се описменуваат. Тоа го организираме преку стручни училишта. Каде што исто тоа се организира, да речеме, во Охрид. Имаме, доделуваме награда за
најдобро поетско дело на Струшките вечери на поезијата, наградата Стојан Христов. Еве сега најнова работа која што сакам да споделам е дека од, да речеме, есен ќе отпочнеме повторно со онлайн настава. Како што знаете дека во текот на ковид кризата, она што значеше со физичко присуство да се изучува македонскиот јазик, беше сопрено заради таа глобална криза, така да тогаш отпочна онлайн настава на македонски јазик, значи од далечина, и покажа доста интерес нашите иселеници и сега за кратко време веќе имаме 100 деца пријавени кои што сакаат онлайн настава да изучуваат на македонски јазик, што е многу интересно. Имаме пријавени дури и 2 годишни дечиња од родителите за да го изучуваат јазикот. Од каде најчесто доаѓаат или со кои држави комуницирате најчесто? Тоа е претежно Европа, да речеме. Не, Европа е, цела Европа, комплетно цела Европа. Случувајќи го и Балканот, Да, комплет. И Балканот се разбира, во целост. Поредко малку преку Ахтирански земји, бидејќи е подалеку да се... Подалеку се овие. И да речеме, тие се потрадиционални иселеници, постари иселеници, како што напоменав, они многу тешко го прифаќаат тоа што е сменето името. Они на тоа се вадат. Овие активности кои што ги имате генерално, фестивали и гостувања, ги правите преку Министерството за култура или агенцијата си има свој буџет? Ние си имаме собствен буџет. Така да се она што јас го претходно наведов е isfinansirano од почеток до крај со средства на Агенцијата за иселеништво. А зошто немате соработка со Министерството? Не може да се зголеми тој буџет некако, бидејќи тие не мора се, ама може да го дополнат вашиот буџет. Не знам сега идеја дава, може би ќе се зголеми бројот на учесници на тоа или пак... Да, се разбира. Многу што зависи од Министерството за финансии. Дали ќе ни одобри буџет. Ние секоја година бараме се повеќе средства, меѓутоа од година во година ни се намалува буџетот. Да речеме, буџетот за 2024 година ни е намален за 2 милиони денари. Што се за вас значително? Страшни пари се за нас. Знаете што? Затоа што ако споредам со нашите иселеници, еве Хрватска ќе ја земам за пример. Иселениците наши во Хрватска имаат поголем буџет отколку цела агенција за иселеништво која што, да речеме, се грижи за над милион иселеници ни светот. Тоа е страшно малку пари. Дали ова намалување на буџетот што го добива агенцијата за организирање на ваквите настани се одразува во програмата, па да мора редуцирате некои од тие настаните? Да, се одразува. Да речеме, ми остана неостварена желба во мојот мандат да организирам иселеничка средба, конференција, што се вели. Сакав да ги повикам иселениците, одреден број на иселеници се разбира, представници на здруженијата, клубовите и така натака, да ги сослушаме во градот Скопје, да го организираме тоа, да ги слушаме нив, што они мислат. Кој е нивното мислење. Доста ние кажуваме, едноставно треба да го слушнеме гласот на иселеникот. Тоа е многу битна работа, меѓутоа тоа да не биде буквално средба каде што ние ќе се фалиме што работиме, а они ќе не слушаат. Туку баш напротив, ние ќе треба тогаш да молчиме, а они да кажат што се им лежи на душа. Освен фолклорот и културното наследство, кое што веројатно најмногу ги интересира и зачувување на македонскиот јазик, зашто покажуваат интерес, како што велите, ќе се вратам на економскиот дел. Колку македонските економски комори се заинтересирани да ги анимираат нашите сограѓани да се вратат, да инвестираат во Македонија, бидејќи некојаш не е потребно стално државата да поттикнува нешто, иако може да биде посредник, и дали статусот на агенцијата во која што е директор може да се промени за да има поактивна улога и во тој аспект на посредување на луѓе кои што сакаат да инвестираат тука. Мора да има човек тие на некој начин со кој што ќе може да се ослона да ја брка работата. Знаете како од далеку тешко се организира бизнис од Америка, од Канада. Не може 100 пати да дојдеш во Македонија и ништо да не завршиш, треба да останеш тука. Да, јасно. Видите, вака реално немаме соработка со Стопанската комора на Македонија. Зошто е тоа така, не ми е јасно, просто така ги наследив состојбите и не се мрднати од мртва точка. Ја би посакал, имам желба да имаме соработка, меѓутоа, за жал, таа соработка не е.
Кога говориме за одредени стереотипи кои што тие ги нарече македонци имаат кон Македонија, дали го променила името, дали добро владее со државата, имаме и ние кон нив, генерално говорам за предрасудите, барем јас во мојата меморија ми останале одредени изјави на мои колеги кои често се одеше, кога се правеа репортажи во Австралија со нашите сограѓани таму. И имаше неколку легендарни прашања. Дали ја сакате Македонија? Да. Па добро, колку би дале за Македонија? И тие изјави, па би дал $5, вика, за Македонија. А имаше една друга, јас бил $15 во банка под каматата да земе Македонија. Дали е се уште така? Мислам дека тоа беше многу невкусно да се слушне таа голема љубов за Македонија. Па за жал остана иста ситуацијата. Нема можам да речем дека нешто е поправено. Но велите дека има луѓе кои што имаат стекнато капитал таму. Да, факт е. Факт е, јас се разговарав сега кога бев во Холандија, имаме наши селени кои што се не би сакал станува збор за буџет, мислам реално профит кој што го остварува многу милиони евра, он би дошол, меѓутоа во семејството не му го одобруваат тоа, колку што мене ми е познато. Веројатно овој што велите стравот од корупција, бидејќи тие живеат во една друга општество каде што сигурно такви... Апсолутно. Не. Кај нас има многу препреки. Јас морам тоа да го нагласам дека имаме случаи кај што вели наши селеници се жалат, вика одам, вика на шалтер, сега нема да кажам каде, вика објаснувам на службеникот, му велам јас сум и селеник, може ли документот побрзо да го земам? Затоа што мене ми се ограничени деновите, јас сум на одмор, дојден морам да завршам работа и да си одам. Они велат на шалтерот му вика не, возможно ќе чекате 2 недели, ама како можам нека побрза постапка? И на крај завршува целата приказна со мито. Значи мора да потплати за да го добие документот. Тоа е изјава на иселеник, тоа не е моја констатација. Значи иселеникот тоа ми го има кажано мене. Велат на граница. Доаѓаме од Швајцарија, кога ќе отвориме гепек, нека простат. Меѓутоа вика, леле, деца во вечер ќе каснат чоколадце швајцарско. Не можеме да одиме напред. Таа е реалноста. Јас само пренесувам тоа што ми е кажано. Ова не е моје лично искуство, баш напротив. Меѓутоа пренесувам искуство на наши иселенци. Се жалат. Да, се жалат. Колку црквата е моќна таму? Премоќна е црквата. Црковните општини се добро организирани. Имаме цркви на многу места. Сега се случува да речеме да со католичката црква си има прекрасна соработка и многу наши црковни општини, тоест литургии и така натака се случуваат во католичките храмови, така да ги добиваме под закуп. А сега најнова црква која што е изградена, верувам дека знаете, тоа е Света Злата Мегленска во Загреб, каде што огромна помош даде и хрватската држава, градот Загреб и покојниот Бандички, го спомнам, господинот. Така. Добро, се враќаме на изборите. Тие што ќе дојдат се добре дојдени. Да повториме дека за да има во ДКП-ата наша изборна комисија треба да има најмалку 10 пријавени и најмалку 10 вработени треба да заминат во тоа ДКП за да ги пречека. Тоа чини многу пари и се случува онаму каде што има пријавено 10 да дојат на гласање 5. И треба да ги сочекаат и вториот круг. Значи тоа се големи пари за мал одзив, за големи трошоци на државата. Тоа треба и ние и тие да бидат свесни, но веројатно тоа е демократија, не знам како да речем. Многу скапа демократија, мислам надвор во ДКП-ата е скапа приказна за нас како сиромашна држава. Значи Германија има 594, Словенија 338, САД 244, Швајцарија 190, Канада 124, Австрија 119, Италија 104 и Австралија 97. Тоа е нашата диаспора. И Кина има 12. 12. Да, пријавени. Значи во Кина треба 10 милиона наши да заминат за 12 пријавени
Да. со граѓани кои што Бидејќи сакаат. го стваруваат правото да гласаат за председател на држава, бидејќи една изборна единица. Така. Господине Близнаковски, благодарам што бевте гостин до тимската програма на Слободен Пече. Се надевам дека ќе имаме прилика пак да разговараме. Јас уште еднаш да ви се заблагодарам, да ви посакам убав ден вас и на вашите гледачи. Благодарам уште еднаш. Продолжуваме со програмата, почитувани гледачи.